Па моментално е така затоа што она што во моментов го добиваат граѓаните е самата вредност на материјалот. Значи пакома кога ја собира таа амбалажа, доколку некоја фабрика за рециклирање би сакала да ја откупи таа амбалажа, едно шише вреди од 0,3 до 0,4 до 0,4 денари, сега зависно од големина дали е 0,5 или литро и пол. Ние решивме тоа да го, како да кажам, да направиме некоја средна вредност и затоа ние на населението му враќаме 0,5 денари за лименка или за шише. Меѓутоа тоа го враќа пакома кон вредноста на материјалот. Во западните земји принципот е сличен, тој се вика депозит систем, меѓутоа тој депозит систем е рано се уште да се воведе во нашата држава, бидејќи треба да имаме одредени предуслови како држава за да имплементираме таков систем. Во западните земји самиот купувач, ако водата шини 20 денари, плаќа однапред 25 денари и потоа кога ќе го врати тоа шише, тие 5 денари си ги добива назад кои што ги платил однапред самиот потрошувач. Кај нас тоа не е, кај нас цената на сите пијалоци е иста, ние само дополнително им враќаме на населението вредноста на материјалот. За да имате депозит систем во една држава, треба да има добра инфраструктура со повратни вендинг машини низ целата држава. Затоа ние викаме дека во следните 5 години ќе поставиме 300-400 машини, кој што е оптимален број за да функционира таков систем, за потоа да можеме тој систем и државата да го користи за таа цел.